Стравот од неизвестност, немањето стабилна работа, како и лошата финансиска состојба се најчестите причини што ги навеле жртвите на семејно насилство како причина зошто останале предолго со насилниот партнер. Во изминатите месеци во Струмичкиот центар за згрижување се обратиле 50 на жртви на семејно насилство од југоистокот, а речиси половина биле згрижени. Најголемиот дел од нив потврдиле дека немаат каде да одат, ниту дека можат да опстанат со децата и минимални примања. За време на карантинот работите дома излегоа од контрола. Мажот ми беше постојано дома. Ќотек беше како добро утро, добар ден. За мене не ми беше жал. Жал ми беше за детето. Се обиде и да ме задуши. Решив да не трпам повеќе. Спасот го најдов овде, во Центарот за жртви во Струмица. Тие ме спасија. Во центарот, каде се обезбедува бесплатно сместување, храна и правна и психосоцијална помош на жените жртви и нивните деца, велат дека бројот на пријави расте, а жените почесто се осмелуваат да излезат од насилниот дом. Финансиската зависност на жртвата од насилниците останува најголемиот проблем на жртвата да се осмели да го напушти домот. Недоволната информираност дека не е сама, оти постојат центри за нивна заштита кои нудат не само психосоцијална поддршка, туку и поддршка во однос на сместување, грижа околу децата. За периодот од околу 6 месеци или 1 година, колку и што има право на престој, има можност и за финансиска стабилност и независност по напуштање на центарот. Кажав дека преку 50 побараа помош, поминале да се информираат како функционира шелтерот. Половина од нив биле и сместени. Она што е интересно во овие половина година постоење е што не само од Струмица се покажа нужноста од постоење на шелтер центар и на југоистокот од Македонија, па ние дури имавме и жртва од Скопје која што во времето на забрана на движење беше сместена извесен период во шелтерот. И СВР Струмица потврдува дека има голем број пријави за семејно насилство. Бројот на пријавите во првите 4 месеци од годинава е за 30% повисок од истиот период лани, зашто сметаат дека причина е пандемијата и долгите викенди кога имаше забрани за движење за граѓаните.